Компаниите кога платија солидарниот данок имаат рок од неколку години да ги бараат средствата назад. За колку точно до научени фирми станува збор? Колку точно средства по овој основ во 2023 инкасирала управата за јавни приходи? Како да наплатите на даноци почетокот на годинава? Директорката Елена Петрова е гостин во Дневникот во тема на денот. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Благодарам за поканата за гостување во Дневникот на Македонската телевизија. Ајде на почетокот да почнеме. Уставниот суд нели донесе одлука, се укинува солидарниот данок. Колку фирми во 2023 година биле оданучени по овој основ и колку пари точно треба да врати управата за јавни приходи на компаниите? По овој основ платиле данок 156 компании, а платениот износ е нешто над 3 милиарди денари. Тие се средства кои што ќе треба во рок од неколку години согласно одлуката на Уставниот суд да им бидат на сметката повторно префрлени на тие. Ќе треба да се реализира одлуката на Уставниот суд. Како се движи наплатата по основ на даноци? Еве да почнеме од почетокот на оваа година. Па со наплатата во месец јануари можам да кажам дека бележиме добар старт на новата фискална година. Од даноците собравме 9,6 милиарди денари, од придонесите 9 милиарди и 100 милиони денари. Со тоа, значи, кај даноците имаме наплатено нешто повеќе од 4% повеќе во однос на јануари 2024 година. Кај придонесите имаме солиден резултат со наплата повисока за околу 20% во однос на минатата година, месец јануари, така да, како што реков, ова можеме да го сметаме за еден добар старт на новата фискална година, во која што не очекува висок буџетски таргет, значи даноците и придонесите кои ги администрира УЈП треба да ги наплатиме во вкупен износ на годишно ниво од 280 милиарди денари или за околу 11% повеќе од наплатата остварена минатата година. Тоа се пари кои што и директно влијаат на растот на самата економија, нели? Секако. Колку државната каса по основ на даноци собра во 2024-та? Дали оно што беше проектирано е остварено? 253,3 милиарди денари беа наплатени во 2024 година по основ на даноци и придонеси и наплатата е согласно со проектираниот износ. По видови даноци само кај данокот на добивка имавме помала реализација за 4%, меѓутоа тоа ние и го предвидовме и го објавивме во јавноста дека нели оној капацитет што произлегува од основицата за контативно плаќање на данокот на добивка, навреме забележавме дека не може да го од тој капацитет да се соберат приходи колку што беа проектирани. Кај сите останати даноци наплатата е во рамки на планот и кај ДДВ исто? Да, кај сите даноци и е за 15% повисока од наплатата во 2023 година и особено радува фактот што оваа позитивна разлика која во апсолутен износ е над 33 милиарди денари, во поголем дел, значи околу 60% ја остваривме во втората половина од годината, што е резултат нели на посветеноста да веднаш поставувањето на новото раководство во УЈП да обезбедиме поцврста даночна дисциплина и подобра даночна усогласеност. Пред да ве прашам за исплатот на ДДВ кон компаниите кои што го чекаат сите, колку физички и правни лица и должат на државата? Според податоците што ги објавуваме на листата на должници, имаме околу 5000 должници, од кои околу 2000 правни лица и околу 3000 физички лица се останатите. Вкупниот долг на последната листа на должници на овие нели должници е 11,3 милиарди денари и тоа е навистина за препастувачки износ кој говори за ниска даночна дисциплина, меѓутоа, значи ние направивме една подетална анализа и ја објавивме на веб страната на УЈП, значи достапна е за јавноста и за медиумите, во која што на некој начин го демистифицираме овој износ и покажуваме дека голем дел од тие должници се всушност неактивни во смисла на тоа дека нели немаат вработени, не исплаќаат плати, не поднесуваат даночни пријави, немаат уплати на данок. Значи има ли опомени управата за јавни приходи до нив или евентуално некои санкции? Да, значи во минатото сигурно се превземани мерки за наплата, меѓутоа оно што сакав да го истакнам дека ние треба да се фокусираме и на
новите должници кои што се активни, каде што треба да делуваме сега и веднаш, за да не се случи после некое време и тие да престанат да постојат, да го префрлат имотот, да ги префрлат деловните потвати на други основачи и да биде отежната наплатата. А тие нови должници се околу 70, објавени прв пат на јануарската листа, или вкупно околу 800 нови должници објавени во текот на 2024 година и нивниот долг е околу 2,5 милиарди денари. Што значи дека таа листа сега станува поприлично голема, со дополнителни 70. Да, тие се веќе се наоѓаат на листите на должници објавени во 2024 и во јануарската листа и со цел листата на должници да не биде само некоја збирка на имиња и износи, значи ние донесовме одлука која ќе ја реализираме веќе со следната листа што ќе биде објавена во следниот понеделник, а тоа е токму за овие нови должници каде што активно се превземаат мерки за наплата, да ги објавуваме и превземените мерки за наплата, бидејќи јавноста треба да знае во актуелниот момент што е таргетот на УЈП и што превзема УЈП кон тие актуелни должници и тоа на некој начин ќе даде една поголем квалитет на транспарентноста и се надеваме и дека ќе го зголеми јавниот притисок кон овие неплаќачи на даноци. Како тече исплатата на повратот на ДДВ на компаниите од страна на управата за јавни приходи? Постојано зборувате дека сте сервис на стопанството, го покажувате ли тоа во практиката? Значи, од почетокот на годината, заклучно со вчерашниот датум, исплатени се 4,5 милиарди денари по основ на поврат на ДДВ и тоа е износ што е поголем во однос на исплатениот во минатата година во истиот период. Во текот на 2024 година исплатени се 34,4 милиарди денари, додека износите што во тој период настанале како обврска за исплата од страна на УЈП или од страна на државата се 35,6 милиарди денари. Значи повратот се реализира во континуитет и да, можам да кажам дека УЈП е сервис на стопанството заради тоа што ние поставуваме цврста динамика која ја следиме во однос на процесуирањето на овие барања, значи не заостануваме во делот на обработки, анализи, контроли, подготвување на налози за исплата. Меѓутоа, ние сме исто така и сервис на државата, мораме да ги заштитиме буџетските средства од злоупотреби со повратот и заради тоа во овој период по моето назначување правиме и поопсежни контроли со поголем опсег на податоци кои што ги разгледуваме, особено податоци од другите органи кои што се во состав на Министерството за финансии, за да детектираме дали имаме даночни обврзници кои бараат поврат, а другите органи имаат за нив сомненија за... Кога сме кај финансиските малверзации, инспекциите ви се на терен, каде најмногу ги има финансиските малверзации кај правните субјекти, па не само кај правните, него и кај физичките лица? Инспекцијските контроли на терен утврдуваат разни видови неправилности, значи кај сите видови даноци, да. Кај прометот има непријавување на прометот или неправилно применување на стапките за оданочување, неправилно применување на даночните олеснувања, неправилен третман на исплатите кои што се даваат кон физички лица со цел да не се прикажат како расходи или да се избегне плаќањето на персоналниот данок. Значи имаме еден голем опсег на неправилности кои што се јавуваат кај даночните обврзници, но нашата цел и определба е да имаме што поголема кооперативност со даночните обврзници и да спречиме, значи однапред да бидат насочени кон правилно пресметување и плаќање на даноците. Бидејќи ресурсите на УЈП се ограничени, ние не можеме сите да ги исконтролираме. Контролите се насочени таму каде што се најголемите ризици, но информациите за правилно пресметување и плаќање на даноците треба да дојдат до даночните обврзници. Ако дозволите, во тој дел би кажала дека пред крајот на минатата година формиравме Совет за даночна усогласеност, во кој што кооперативност членки има од Управата за јавни приходи и од даночните обврзници, нивните здруженија, асоцијации, советници, консултанти и така натаму, со цел заедничко разгледување на даночните прашања и токму во таа насока, значи да се гради едно усогласено разбирање на регулативата, даночната регулатива и нејзината правилна примена. Би сакала кратко само да ми одговорите, колку сивата економија удира
по ЕВ, по наплатата на овие даноци и така натака? Сите податоци нели од релевантни економски институти, меѓународни организации и така натаму кажуваат колкав е висок процентот на сивата економија во нашата земја, значи нормално дека тука се губат даночни приходи. Борбата или мерките против сивата економија се влезени во стратешкиот план на УЈП и покрај оние редовни контроли за регистрирање, проверка на регистрирањето на готовинските плаќања во трговијата и угостителството, ние веќе започнавме и со други типови активности, иако не се инспекцијски контроли, сепак тоа се активности кои што се на определен вид на надзор кон определени услужни дејности и понатаму ќе таргетираме и други сектори и економски активности кои што се изложени на можност за неформални активности со цел да бидат под засилен надзор. Сивата економија рак рана на стопанството, баран или тука расчистување на овие работи. Во време на бојкот на маркетите во петокот беше остварен намален пробит, евидентно беше од нивна страна, меѓутоа во саботата двојно беше зголемен ден по бојкотот. Може ли кратко само статистички да ни кажете како беа тие бројки околу оствареното во време на бојкотот и она што се случуваше во саботата, па споредбено со минатиот викенд да видиме или да добиеме една слика дали навистина успеавме со намалување пазарувањето да се бојкотираат трговците? Да, на денот на бојкотот 31 јануари остварениот промет е 114,3 милиони денари, додека пред еден ден пред бојкотот е 212,8 милиони денари, значи дека тоа е намалување од околу 46%, а споредбено исто и така и со претходниот петок, 24 јануари, кога прометот бил 214 милиони денари, исто е падот од 46%. Да, во сабота на 1 февруари има определено зголемување, но има определено зголемување на прометот. Да, граѓанскиот бојкот е право нели што го искористија граѓаните, но јас би сакала да кажам и од аспект на управата за јавни приходи дека по приемот на даночните биланси за 2024 година ние ќе го исконтролираме правилното прикажување и оданочување на добивките кај овие големи маркети. Февруари месец не исплатена мој ДДВ, ќе има ли пари на сметките на граѓаните и кога? Да, за четвртиот квартал парите треба да бидат исплатени до крајот на овој месец. Според податоците пари треба да примат околу 505.000 корисници, износот ќе биде околу 800 милиони денари, во што се вклучени и исплатите што не се од претходни квартали, меѓутоа заради неточни податоци не биле исплатени на примателите на средствата. Значи ќе има пари. Да, секако. Ви благодарам што бевте гостин во тема на денот во Дневникот. Благодарам.